Денеска Јанева беше во обвинителството во својство на сведок, но со неа беше и адвокатот Стеван Павлевски. Митровски обично во пракса дали смеа да се носат адвокати доколку има сведок и дали смеа адвокат кој е бранител на осомничен во случаите на СЈО да и биде адвокат на Јанева? Не само што праксата тоа не го покажува, туку и законските одредби се такви да за сведок не е предвиден бранител. Самиот институт сведок тоа не го дозволува. Нашиот закон за кривична постапка е прилично јасен во овој дел. Право на осомничен е да има бранител, на оштетен да има полномошник кој ги застапува неговите права во постапката, а за сведок такви права не постојат, односно не знаеме ние сега дали колегата Стеван Павлевски влегол со нејза на распит, меѓутоа доколку влегол, тоа не е во согласност со законот за кривична постапка и со воспоставената пракса, иако таа црпи нели како извор го има законот за кривична постапка. Во однос на вториот дел од прашањето, не сум до крај запознаен во кои случаеви е бранител, бидејќи не следам од близко неговата работа на колегата Стеван Павлевски. Меѓутоа не е конфликт на интереси ако е на сосема седми предмети бранител, не би представувало конфликт на интереси, меѓутоа повторно мора да се огледам бидејќи не сум до крај запознаен на кои конкретно предмети е истиот бранител. А тоа е во траекторија и во империја. Ако е во империја, тогаш е проблем, меѓутоа повторно ќе ви кажам правно формално тоа не ни има право да има бранител во оваа постапка, додека е сведок. Дали очекува да се смени нејзиниот статус, тоа е доста индикативно зашто доаѓа со адвокат. Што мислите, зошто и беше потребен на Катица Јанева адвокат, бидејќи како што пишува сите таа е врвен правник? Тоа е интересно прашање, тоа претпоставам треба да го поставите на Катица Јанева, која деновиве не е баш расположена за разговор со медиумите или дава прилично несигурни изјави. Дали е некој врвен правник или не е моје да ценам. Ние на почетокот јас конкретно давав бланко подршка, иако не бев импресиониран од Катица Јанева, така да се задржиме на таа констатација дека е врвен правник, што е прилично дискутабилно. Јанева по завршувањето на денешното давање на исказ во обвинителството истакна дека не била виновна за ништо. Дали со снимките кои се објавени може да се толкува дека сепак таа имала никаква мешаност, особено по денешната изјава каде вели дека знаела каде се парите од рекетот? Апсолутно е невозможно да, по моје мислење, да Катица Јанева не е инволвирана во целокупниот настан. Таа со секоја своја изјава се повеќе се заглавува, што би рекла една моја колешка која што работи во СЈО како обвинител, се дави се повеќе во жив песок, бидејќи првичната изјава, ако се сеќавате, кога излезе првата снимка, беше дека таа комуницирала со Орце како дел од истрагата за да прибира информации. Откако излегува втората и чинам третата снимка, па постоја испадна дека се обидува да го врбува, тоест беше нејзин став дека се обидува да го врбува за некои други истраги, меѓутоа самото присуство на нејзиниот селфи пријател Бојан Јовановски ја демантира. Тоа е неповикано лице. Дури да не е виновна во овој дел, е виновна, постојат посебни кривични дела кои што ја штитат тајноста на истрагата. Бојан Јовановски е лице кое што прво не е опфатено со истрагата, не е инволвирано во истрагата и е правно неповикано лице да присуствува ако е точно тоа што го говори Катица Јанева. Апсолутно јас не верувам дека е тоа точно и уште да му се обраќа нели на осомничен во еден така крупен предмет со мајчински милозвучен глас дека се ќе биде окей. Јас не сум нормално дека нема посебни правила како треба да им се обраќате на осомничените, меѓутоа веројатно кога сакате некој од осомничен да го направите сведок, веројатно користите малку поинаква реторика. Имаше информации дека телефонот на Катица Јанева најпрво бил форматиран, па сега таа вели дека нејзиниот телефон не е форматиран. Сепак, доколку навистина е форматиран, дали тоа значи дека има влијание на доказите кои биле во него доколку ги имало? Јас ќе сакам да верувам ќе одберам да верувам на обвинителството за организиран криминал кое ја извади таа информација дека запленетиот мобилен, односно земениот мобилен на Катица Јанева е форматиран. Постои посебно кривично дело во нашиот кривичен закон кое што се нарекува спречување на докажување, односно кога уништувате докази со кои спречувате да се докаже одредено кривично дело. Дали ќе има одговорност за тоа, треба и истрагата да покаже, меѓутоа треба да имаме ние докази дека на самиот мобилен имало докази дека е доста индикативно, бидејќи и самото следење на телефонот прво беше кај сини во Белград, нели сега цитирам, па не знам каде се па на крај го најдоа кај девојката на незиниот син, така да сето тоа е доста индикативно. На тоа може да се надоврземе и со
информацијата која што ја откри, нели, мислам дека Васко Попетревски како новинар, дека од инсайдерски информации дека се бришат, дека се случува форензичко бришење на компјутерите, што е исто така проблем и не ја гледам посебната причина зашто би се бришала правниот сообраќај во самите компјутери на СЕЈО, освен да се сокрие нешто. По мене е ова второто. Што мислите, зошто толку време беше потребно на основното јавно обвинителство да ја повика Катица Јанева да даде исказ? Наистина не можам да ви одговарам во туѓо име, зашто тоа е прашање кое што треба го адресирате до организиран криминал и до обвинител Вилма Русевска. Не е тоа проблем кога ќе биде повикана, туку е проблем нејзиниот статус. Не е толку проблем што Катица Јанева се уште не е со статус осомничен, а јас не гледам како би останала без тој статус, туку проблем е што пронатаму продолжува да води институцијата. Видете, замислете, да една истрага треба да утврди дали се користеле дел од доказите во СИО или Катица Јанева или останати обвинители, евентуално говориме за извлекување и испумпување на пари од осомничени, а во исто време истата таа која што барем како сведок се повикува, а јас сметам дека треба да биде осомничена, е се уште во институцијата, што може директно да влијае и врз доказите, што и беше обид да не се лажеме со бришењето на компјутерите. Што мислите доколку во иста ситуација би бил ставен било кој друг граѓанин на Република Македонија, дали би се соочиле со истиот третман што го има Катица Јанева? Апсолутно не. Звонко Давидовиќ, еден мој колега, исто така веќе јас го читав мислам дека во колумни пишува дали во Независен, дали во Слободен печат, не ме фаќате за збор. Истиот апсолутно сум на линија по тоа прашање, дека да беше било кој друг граѓанин, истата веќе ќе беше во притвор. Кај нас притворот многу се има злоупотребувано. Јас не велам дека висината на запретената казна или сериозноста на делото е основ за притвор, секако дека не е, меѓутоа досегашната пракса покажува, а и погледнете што се случува со прво и второ осомничениот, тие се веќе во притвор. Катица не само што не е во притвор, туку е и начело на СЕЈО со можност да направи огромна штета по самиот кредибилитет на останатите обвинители. Вие гледате дека и една од нејзините колешки реагира дека односно се лути бидејќи си смета дека нејзините предмети се чисти, а самото продолжување на водење на институцијата од страна на Катица Јанева фрла дамка, колку год да се тие чисти, а сакам да верувам дека се, фрла дамка врз нивната работна, односно им го подрива кредибилитетот и квалитетот на работата. Токму тоа ми беше следното прашање, дали граѓаните може да веруваат во работата на СЕЈО од кога исплива сите овие скандали? СЕЈО како концепт беше и се уште е добра работа, меѓутоа со Катица Јанева на чело јас веќе една година заговарам нејзина смена, бидејќи истата прво дозволи политичко влијание врз СЕЈО, а сега гледаме и некој друг тип на влијание, а да бидеме и реални, 4 години се доста за да процениме нечува работа. Факт е дека не се снајде најдобро во улогата и дека има ограничен капацитет. И факт е дека носи ненадоместлива штета со секој ден што останува на чело на таа институција. Во тоа обвинителство барем 5 обвинители, ги кажам, кои што се 10 пати поспремни и поподготвени од нејзе за да водат таа институција.